Периодов нејзините генерали, мислам дека се речиси на голем број од не само нашите македонски, туку и светски новини, со оглед на тоа дека се говори за уште една македонска пример и навистина ми е огромна чест што можевме барем овие 15 минути да украдеме дел од нејзиното време да пристигне во нашето студио. За сите оние кои што не се вклучувате, добро ви утро повторно со Телма. Светската премиера на новиот македонски игран филм преекспонирано на режисерката Елеонора Венинова. Таа ни е нагости. Ке се одржи на меѓународниот филмски фестивал во Кајро. Инаку прв долгометражен филм токму на Елеонора, премиерно кој што ќе биде прикажан во официјалната конкуренција на филмски фестивал од A-listers или А категорија. Станува збор за 44-тото поред меѓународно филмско издание во Кајро и се одржува од 13 до 22 ноември. Непосредно пред нејзиното поаѓање, макар што Еленира веќе ми потврди дека за некои 2 седмици пристигнува во Кајро. Ама убаво ќе биде нели денеска премиерно да уживате и во разговорот, па и да направиме една ретроспектива на сивовија години што можеби пропуштивме дружба во Телма телевизија, така? Да. Покрај сите состаноци кои што се ги имала во Телма, ова ќе ни биде прв неофицијален состанок, ама да збориме за твојата уметност и она што го создаваш. Добро утро. Фала ти, добро утро. И благодарам што се обидеш да успее и благодарение на нашиот Мики кој што не поврза да пристигнеш во утринската на Телма. Благодарам што ме поканивте, баш ми е драго што се гледаме овој пат пред камери на разговор. Да, знам дека тие можеби во моментот ајде потешкотија представа, иако знам дека е убаво да ја представиш својата култура, понекогаш во целиот тој распоред кој што го имаш па сега да ја додадеш Телма телевизија, меѓутоа знам дека и ќе се согласиш, Телма од секогаш била можеби еден медиумски агрегат на културни содржини, па не можевме да ја отскокнеме и оваа твоја прекрасна животна приказна која што се соочуваш, а тоа е премиера на твојот прв долгометражен филм Кајро, патуваме во Кајро. Патуваме, да, за едно 4-15 дена ми се чини и навистина сме возбудени ќе патуваме јас, продуцентот и тројцата глумци. И ова е филм кој што го снимавме во текот на пандемијата, бевме први кои што снимавме во пандемијата и навистина сите тие подготовки под стрес, под притисок траја долго време, самата постпродукција траеше исто така околу година и пол и мислам дека на сите ни е драго конечно да го пуштиме нашето дете во живот, во белиот свет. Допрва започнува да патува сега, така, караванот? Токму, така. Ова ни е прв фестивал и делумно и чекавме затоа што сакавме да влеземе на силен, престижен фестивал и него ни праќавме филмот на некои помали фестивали. Го чекавте, така? Дочекавме, да, секако. Тоа си го зацртавме некако како цел со продуцентот Гоце Кралевски, уште кога почнавме да работиме, дека веруваме во нашиот филм, веруваме дека ќе имаме добар производ и дека заслужуваме да бидеме дел од она светска елита на филмови, така што навистина сме пресрекни и ова за нас е остварување на светска елита на филмови, А категорија, убаво звучи, сега да не бидеме скромни. Секако. Прекрасно звучи и проект кој што често знаеше да каже сега во дадените интервјуа на кој што работеше 10 години, Елеонора. Да, навистина од она првична приказна која што почна како кратка приказна на некои 6-7 страни, што беше буквално пред 10 години, ми се чини 2012 некаде летото, ако не се лажам, и од таа 6 страници, приказна на 6 страници, една година подоцна испадна сценарио и еве 10 години подоцна испадна и филм, така што и мене ми е неверојатно кога ќе погледам наназад и кога ќе видам колку долго всушност ова траело, меѓутоа за жал цело деценија создавање на едно прекрасно уживање кое што официјално ќе се промовира во Кајро. Имено апострофираш дека станува збор за филм драма, делумно инспирирана од True Events или вистински настани и приказна како и другите твои филмови на личен момент говори вели за брачна двојка што престоја на викенд во Охрид. Нивниот мир и брачна идила е нарушена од тинеџерка која што е ќерка на нивни блиски пријатели. Не би сакал се тоа да го толку многу споделувам бидејќи сигурно ќе се случува премиера и кај нас. Меѓутоа кусо. Побудата, вистински приказни, лично некако искуство од твои сограѓани и пријатели, како почнува преекспонирано? Па, така некако, најчесто ние сценаристи, писатели исто така црпиме идеи за нашите дела или од нашен личен живот или од животот на некои наши блиски пријатели и ова приказна е всушност комбинација на мои лични искуства и искуства на мои
пријатели или познаници, всушност да речеме доста блиски пријатели. Па и на најавтентичен и апстрактен начин може да се сподели вистински приказан. Апсолутно. Кога е наше или нешто блиско до нас. Да, или некогаш ме инспирира некоја идеја, некоја чувство, некои односи меѓусебни кои што не секогаш мора да бидат љубовни односи, може и во семејни односи вие да имате тајни кавги кои што се потиснати, кои што се скриени и некако комбинацијата на сите тие елементи, лични чувства, лични односи со надворешни, да речам, туги приказни идеи создаваат всушност силно влијание. Да, силно влијание, еден конгломерат на она што е приказната денеска. Една синестезија, бура на емоции од секој аспект. Апсолутно, да. Така што може некогаш тренувам и од лична емоција која што сум ја почувствувала, која што може би е на друга тема или за други односи, меѓутоа ја користам таа во пишувањето на приказна која што е можеби пак инспирирана од некој нечи друг настан или случка и од прилика така оди тоа создавање кај мене и на тоа мислам впрочем кога велам дека има личен печат. Еден од кратките филмови кој што се одвива на гробишта беше инспириран например од идејата на дедо ми кој што пред да почине инсистираше мајка ми да му купи гробно место, да не остане случајно без гробно место и сите тие успеа и тоа да си го воведеш како една Да, и всушност сижето на тој краток филм е двајца дедовци практично во запустено македонско село кои што се расправаат за последното гробно место. И на таков начин всушност ги имплементирам. Што не сме далеко од вистината понекогаш. Па, за жал во денешно време не. Се сложувам. Со многу луѓе во овој филм кој што ти е многу драг, соработуваш за прв пат, ќе ја поздравиме Сара Климовска која што исто така извонредна и дожива и таа едно јас би рекол глорифицирање на нејзината кариера во овој период, нели? Така што претпоставам дека беше убава соработката со целиот филмски сет. Да, дефинитивно мислам Сара е наистина прекрасна и огромен професионалец. Тоа впрочем се гледа и со сите нејзини ангажмани и надвор во Македонија, снима доста во Србија, исто така и Камка која што станува не само македонска, туку и регионална звезда. Тие беа и во Врба, така што претпоставам дека да, иако мислам во Врба дека немаа заеднички сцени, ми се чини дека овој филм им беше прв кој што имаат заеднички сцени. И секако тука е Благој кој што го познаваме, го знаеме најмногу можеби од Исцелител, уште еден фантастичен македонски филм кој што исто така има Secret Ingredient, така беше? Да, англиската верзија. Меѓутоа и тој има глумено во словенечки филмови и во други филмови, има многу улоги во театар, така што сепак работев со, можам да кажам, доста искусни глумци и тоа многу ми помогна затоа што ова е сепак една интимна драма која што во голема мера се базира и на актерска игра, бидејќи буквално можеби 60-70% од сцените се снимени во куќа, во просторија слична како нашава и се базираат на диалози и интимни односи и тие некои внатрешни бури кои што ги доживуваат тројцата ликови, така што навистина сум благодарна што успеав да работам со такви професионалци. Патувате заедно како цела филмска екипа? Па да, тоа е план. Се надевам дека таа цела убава делегација од преекспонирана кога ќе се појави во Кајро, вистина ќе биде добро уживање. Не би сакал многу да должам бидејќи со нетрпение ќе те чекам по враќањето од Кајро. Секако. Може слободно да и некои инсерти од овие филмски трилери кои што исто така нели е дел од твојата убава креативна продукција, она што го даде нели како твој личен белег. Ова исто така 2016, ако не се лажам, така? Точно, овој е филмот кој што го споменав, Борба за смрт, каде што овие двајца дедовци, Илија Струмениковски и покојниот Миле Грозданов одлично ги одигра. Добија и награда за најдобра актерска игра на филмскиот фестивал во драма во Грција. Ова е филм кој што навистина добро помина на меѓународните фестивали. Буквално беа восхитени гледачите, ме прашуваат дали се вистински глумци, дали ги имам буквално најдено онака на улица, затоа што беа толку уверливи. Така што ова ми е секако еден од подрагите проекти. Знаеш, пред да дојдеш во студио, Ана, која што беше пред малку и наш соговорник, бидејќи се познавате од студентските денови, таа вели се што фатила Елеонора во животот, така се изрази, биднало во животот и тоа биднало на ниво на перфекција, така што не се сомневам за преекспонирано. Само за крај би сакал да те прашам,
Неодамна изјави прошетка, е твој драматуршки визуелен предизвик кој што заврши, како што каже, и на градските гробишта Бутел. Меѓутоа, кои се главните ликови и што толкуваат, само да подсетиме уште еднаш? Во прошетка се Билјана Драгичевиќ Тројковска и младата 9-годишна Надија Кирковска, на која што беше ова прво искуство на филм. Имаше некои телевизиски искуства и навистина тоа беше еден фантастичен работен процес, каде што буквално го снимавме тој филм во еден кадар. One touch. One take, One кој што трае без малку 12 минути и тоа беше навистина еден огромен предизвик, меѓутоа на крај успеавме и со нетрпение го очекувам и сакам и публиката да го види тој филм. Едве чекам да пратиш некој видео поздрав, дека ќе бидете прифатени добро и пристойно, тоа не се сомневам, ама се надевам дека особено публиката ќе го оцени преекспонирано, нели, со највисоки оцени. Ќе говориме во некоја следна прилика, нека има продолжение овој разговор и за твоите филмови досега Влакна, Знак, Борба за смрт, веќе го споделивме. Знаеш дека одамна сакав да говориме и за Преспав, за фамилија Марковски, за Петко, исто така што се емитуваше долги години на Телма телевизија, ама ќе оставаме некоја друга прилика. Секако. Некој сигурно 20 минути ќе ми треба за тоа да го говориме на Телма телевизија. Нема проблем. Тука сме. Честитки уште еднаш Благодарам. од името на целиот тим од Утринска на Телма и добар пат. Се надевам дека ќе се вратиш со полно срце како и што работеше на преекспонирано. Ти благодарам, Марко, се надевам. Нема да ве разочарам. Не, никогаш нема да се случи. Верувам дека ќе имаме или ќе се обидеме до крадеме може простор, макар на Skype да те вклучиме. Ќе видиме во комуникација. Нема проблем. Така, големи честитки испраќаме за Елеонора, нашата режисерка која што има меѓу другото и како што кажавме промоција на меѓународниот филмски фестивал во Кајро, 44-тото издание со долгометражниот нејзин прв филм преекспониран.